Точно во 7 часот и 38 минути ке ги поздравам Слободанка и незиниот прв гостин денес, господин Михаил Минов, дипломиран фармацевт. Со оглед на тоа дека вчера вечерта бевме најзагаден град и со оглед на пониските температури и влажното време, се поприсутен е грипот и во нашата земја. Па дали влегуваме во состојба на пандемија со грип ќе биде денешната тема. Добро ви утро. Добро утро, Оливера. Благодарам за најавата. Добро утро до сите наши гледачи кои што во овој момент сте заедно со нас. Да ви посакам да имате убаво утро. И да, наш прв гостин денес и секогаш ни е добре дојден, магистар Михаил Минов, аптекари, кој што милува да го нарекуваме. Епа, аптекари, имаме грип пандемија или зашто конкретно ќе се работи? Имаме ли? Добро, ќе зборуваме за тоа. Ние сме си веќе пријатели, блиски сме си, соработка си имаме со вас, но јас би сакала и на самиот почеток да честитам 25 годишен јубилеј на Еврофарм, поздравувајќи ги сите вработени, посакувам уште многу успех во вашата работа и понатаму и ќе си ги поздравам моите девојчиња од Еврофарм во автокоманда. Точно така. Благодарам за поканата, благодарам за навистина убавата најава, Слободанка. Благодарам. И од моje лично име и од име на Еврофарм да се заблагодарам и за честитката за 25 годишниот роден ден на Еврофарм. Да, се трудиме постојано да бидеме во костец со сите предизвици на секојдневието, првенствено во насока на постојана грижа за здравието на луѓето. Верувам. И Оливера, и вие спомнавте, да, вчера бевме најзагаден град, не ние прв пат. Годините наназад Скопје многу често е во првите 3, па и многу пати прв за жал тие податоци не се познати, град. така, не ни е нешто ново. Да, а грипот, настинките се постојано присутни, со тоа што во период од годината некако се подоминантни, затоа што, искрено кажано, криви сме си сами луѓето. Затворениот простор, односно помалку проветрување, седење во затворени простори, големи простори со многу луѓе, неизлуфтирано, не е променет воздухот. Да, во таква една клима се намножуваат и вирусите и бактериите и колку човек и да е здрав, особено децата, нели? Вирусот ќе ги нападне и после тој вирус стигнува дома, па дома додека да се поминат сите, тоа е веќе еден период, месец, два, па можеби подолго. Грипот воопшто не е добре дојден нормално, поготово за луѓето кои што имаат и други пропратни хронични болести. Може да доведе до комплицирање. Може да доведе до поголеми компликации. Еве малку ајде повеќе со оглед на тоа дека и повозрасна популација, нели, од пораните утрински часови е заедно со нас, па што е она што главно треба да го знаат и како да ги посоветуваме токму овој тип, да кажам, на луѓе? Без оглед дали е повозрастната популација, популацијата од третата доба, и децата се тука се и луѓето во својот како да кажам, помеѓу 20-та и 40-та година. Секој еден од нас, антибиотик на своја рака, не. Така. Антибиотик се прима, се зема, согласно рецепт, односно на претходно направен преглед од страна на лекарот. Лекарот е тој кој што ќе каже дали треба или не треба да се зема антибиотик за конкретната здравствена состојба. Дали тоа што го потенцираме значи дека ние на своја рака многу често сакаме да земаме антибиотици? Па како е тоа можно, ако јас во моментот се почувствувам дека дали кивавица имам или температура, било што чувствуваме омалаксаност на своето тело, сама на себе да си кажам дека ми е потребен антибиотик. Затоа што претходно ако некој ми помогнал и сега мислам дека тој истиот ќе ме доведе повторно во некоја состојба во која што сакам да бидам, нели, да оздравам, а што можеби едното со другото нема апсолутно никаква врска и сигурно тие последици ги знаете и вие. Искрено повеќе ова што го спомнавте од претходното искуство, пример со конкретен антибиотик, субјективното мое доживување дека тој антибиотик ми помогнал и при една наредна состојба кога имам кевавица, нели секретот од носот е обоен, се подсетувам самиот јас на некое минато, мое лично, и
треба да земамо тој антибиотик. И ќе отидам во аптека и ќе се започне еден процес на, како да кажам, испазарување со моите колеги, ама мене ми беше подобро со тој антибиотик, ама за 2 дена ми помина све. Не мора да значи. Предпоставував дека е така, затоа што само медикацијата е у суштина можеби најлошото нешто што човек може сам да си го направи. Зборуваме за само медикација со антибиотици. Во истата таа лоша само медикација си средствата, лековите наменети за смирување, тоа се седативите, антидепресивите, кои што исто така многу се употребуваат, се злоупотребуваат. Тоа значи дека сме депресивна нација. Тоа значи дека статистиката вели, например, 2023, пред 2 години, на 1,5 милион жители Македонија има издадено фондовски рецепти 1,3 милион фондовски антибиотици. Дори да не веруваш во оваа податокот, група, што го значи, не се оние антибиотици издадени од страна на лекарот, препишани на розова рецепта. Не се вклучени антибиотици од приватните здравствени установи, кои што не се натовар на фондот. И не се вклучени болничките антибиотици. Затоа што, нели... Значи имаме уште плюс од ова што го кажавме, треба една, како ништо, 2 пати, па и 3 пати ќе биде бројката реална поголема за Македонија. Тоа што значи за нас, како еве? Тоа значи за нас дека наједноставно е да се земе антибиотик кога носот ќе протече, односно кога ќе почнеме да киваме. Затоа што човек, без оглед децата, нели ги тргаме настрана, бидејќи се деца, се мали. Меѓутоа, секој еден од тинејџер до оној период помеѓу 20-та, 30-та година, па и луѓето во третата доба, треба да научиме дека сами треба да му помогнеме на нашиот организам. Тоа се природните производи, тоа се растителните екстракти, тука е колострумот, тука се бета-глуканите. Да, ќе зборуваме за колострумот и за бета-глуканите и ќе ги појасниме многу добро зошто тие треба да ги имаме во секојдневието кога сме во таа фаза, пред или потоа, нели, или во време на кога сме во потешка здравствена состојба што се однесува, нели, за грипот, затоа што грипот не е кај секого исто. Кај различно е индивидуално, нели, кај сите него вирусот, меѓутоа манифестацијата е различна. Да, различно делува. Сакав само да прашам, Михаел, да не заборавам ова. Кога треба да се земе антибиотик? Значи, од сето ова што го кажавме, прашањето е токму тоа. Антибиотик треба да се зема кога ќе биде диагностицирана, потврдена, присутна бактерија, односно активна бактериска инфекција. Никако за вирус. За вирус антибиотикот не делува на вирусите, антибиотикот во случај на тешка вирусна инфекција, значи со една сериозна клиничка слика. Стручно кажано, тогаш лекарите умеат, секојдневна практика е да се ординира антибиотик за да се превенираат секундарни бактериски инфекции. Бидејќи кај тој човек кој што бурно реагира на вирусот, имуниот систем е на значително повисоко ниво поткренат. И можната секундарна инфекција со бактеријата ќе доведе па и до најстрашното. Не дај Боже, меѓутоа се случило, знам. Во тој случај лекарот има оправдување да ординира антибиотик, меѓутоа лекарот, не самиот човек. Но сега ги имаме, нели, вакцините за грип? Ги имаме. Да, многу луѓе веќе си се вакцинираат и колку помага вакцината за грипот? Еве и тоа да го потенцираме. Многу помага. Вакцините секоја година се произведуваат, нели, во соодветни фармацевски производствени погони, согласно на типот за кој што се претпоставува, типот на вирусот, од кој што се претпоставува дека ќе има, како да кажам, една мини пандемија. Затоа што на вирусот на инфлуенца, на грипот, има многу подтипови. Не се сите секогаш активно присутни. Самата вакцина е неколку валентна, штити од неколку соеви од тој вирус, не може да штити од сите 320. Меѓутоа, она што е согласно препораките... Толку ги има, 320? Па ми се чини дека толку беа, да.
Многу се, Многу навистина се, многу. да, Тоа според се ова сите што го- нели они братучеди помеѓу Помеѓу себе, кои што нели Мутирани. се стремат истото да го направат на човековиот организам, всушност самиот вирус влага во нашиот организам за да се размножи. Ги користи нашите клетки, нашиот организам како еден домаќин и вирусот доаѓа нагости и се размножува. Да, И после симптомите тоа се ние, тешка главоболка. Ајде да ги кажеме кашлајки симптомите. Да. или кивајки, па ги распределуваме нели на домашните првенствено, па Да. после тоа на училиште или во автобус или во шопинг мол. Секаде Секаде, нели, каде се движиме. Флигјовите капки Да. се еден начин, вектор на пренесување на вирусот од заболениот човек кон здравите особи. Сега, да направиме мала разлика помеѓу настинка и вирус и грип? Разликата, основна медицинска разлика, Така. бидејќи тоа се два различни типа на вируси. На вируси, да. А вирусот на настинка, нели, се уште се сеќаваме на ковидот. Вирусот на настинка спаѓа во таа група на коронавируси. Додека вирусот на грип е од групата на инфлуенца вируси. Добре. Структурно се различни, кај човекот предизвикуваат слична клиничка слика. И во едниот при инфекција и со едниот и со другиот вирус ќе дојде до зголемена телесна температура, што е прв знак дека нешто се случува во организмот и што у суштина за самите нас е многу побитно дека имуниот систем не е активен. Дека се уште нашите имунокомпетентни клетки се доволно агилни самите да се изборат со вирусот. Со вирусот. И тој сигнал, таа покачна телесна температура, субјективно на нас ќе ни даде знак дека треба да останеме дома, да пиеме многу повеќе течности, по можност топли, чаеви конкретно, да не комуницираме многу со другите по дома, односно едноставно да легнеш и да го одлежиш 2-3 дена вирусот. Така. Организмот е способен сам да се избори. Проблем е А не веднаш паника да не фаќа. Да, затоа што Со првата измерена има температура. многу млади родители особено, детето кога ќе кивне или ќе почне да подкашлува, Готово. веднаш одат на доктор, што дури го оправдувам за да нели се превенира некое посериозно заболување. Да. Сепак Како докторот викаме вака да се изразам да не се спушти надолу. Да. Тоа меѓутоа е самиот најстрашното човек кај мора да ги дечињата. препознае симптомите и самиот треба знае. првенствено да си помогне воколку во рок од 48 до 72 часа нема подобрување на состојбата, пардон, тогаш одиме на доктор. Така. А докторот е тој кој што ќе го издаде рецептот за антибиотикот. Да. Нема веднаш да одиме во аптека и да се испазариме за една кутија антибиотик. Тоа пазарење за антибиотик, да, добро. Ние како менталитет мора Да, ние све знаеме, особено комшиите знаат, роднините сите знаат. знаеме што треба да се пие, што треба да се превземе и така натаму. Меѓутоа без консултација со вас стручните лица, јас дури со вас сум го кажала тоа многу често, се консултирам со аптекарите, ги прашувам дали е тоа добро или пак што би ми препорачале, а не јас на своја глава со некој инат свој да го барам тоа што мислам дека треба, едноставно се консултирам, затоа што не можам јас да знам од вас подобро. Вие сте тие кои што го даваат одговорот. Сега, кон крајот вака на нашиот разговор, ајде за бета-глукените да не ги заборавиме и за колострумот. Да ги раздвоиме и што точно значат и како треба да ги употребуваме и кога. Буквално може било кога. Добро. Главната разлика, значи, двете компоненти се од природно потекло. Значи, она што преска го спомнавме, човекот сам треба да си ги препознае симптомите и самиот да си помогне првите 2 до 3 дена. Разликата помеѓу колострумот и бета-глуканите е во тоа што колострумот се готови имуноглобулини, тоа се тип на клетки од имуниот систем. Колострумот инаку се добива од првото млеко, од кравата кога ќе се отели. Се екстрахира тој колострум и потоа се пакува во облик на капсули и така доаѓа во аптека и се готови имуноглобулини. Фактички доаѓа како еден вид на готов серум кога сме сега активно болни. Додека бета-глуканите го спремаат организмот, како да кажам, они се она артилерија, да ги спреми имуните клетки за кога ќе дојде вирусот, кога ќе навлезе преку тие капки или некој друг во близина кога ќе кивне,
на таа капка, кога ќе почне да се размножува, организмот да е спремен веднаш да реагира. Така да и колострумот, и бета-глуканите, основната намена во човековиот организам е вирусот, нели, инфекцијата вирусна, да помине со лесна клиничка слика. Да не дозволиме човек да заврши на инфективна клиника или на пулмологија, да не дозволиме комплицирање на здравствената состојба. Не можеме да не прашам како дошло до големи компликации од грипот кај некои луѓе, кои што за жал имаме дури и со лошите оние со смртни последици. Што е причината најголемата? Знаете како, кога ќе навлезе вирусот на грип во организмот, се активираат имуните клетки. Воколку кај човекот има покачен крвен притисок, односно имаме задебелување на ѕидот на крвните садови, или имаме проблем со функционирањето на црниот дроб, значи главната лабораторија во организмот затајува, или имаме проблем кај конкретниот пациент со бубрезите, елиминирањето на метаболитите. Значи, сепак постојат други здравствени проблеми кои што влијаат значи, на... И токму поради тој момент постои документиран и летален исход при инфекција со грип. Да. Затоа треба многу да се внимава и еве ова што го И споменавме. самите мора да внимаваме, првенствено самите. Секој човек си одговорен за сопственото здравје. Така е, во право си. Дали ќе организираме некаде прослава за 25 години? Да, ќе организираме една интерна прослава. Ние сме веќе 125 аптеки, ние сме преку 700 колеги вработени во Еврофарм и да. Прекрасни сте сите и јас ви уште еднаш ќе ви честитам, еве повторно како што на почетокот, така и на крајот, 25 години јубилеј на Еврофарм, па се гледаме повторно, имаме затоа што секогаш со тебе многу теми на кои што можеме да зборуваме, а сето тоа за добробит за сите нас и за она што е најважно во животот, на место број 1 се разбира дека е здравјето. Така да се гледаме повторно. Се гледаме, Слободанка, благодарам и за поканата и за гостувањето. Задоволство ми беше. Оливера. Благодарам и на двајцата, слушнавме одлични препораки за тоа како треба да се однесуваме во текот на посебно овој зимски период кога грипот знае да царува и да не нападне.